студиото ни пристигна доктор Клементина Кузеска, гинеколог од Систина, со која што ќе зборуваме за неплодноста, како кај мажите, така и кај жените. Добро утро, докторке. Добро утро. Добро ни дојдовте. Добро ве најдов. Како започнете, обично кој дете имате секако дека започнуваме со некоја дефиниција, нели? Прво е ќе за ние лаиците кога ќе напишеме на интернет неплодност да ви кажам која дефиниција не излегува, па вие ќе кажете колку е тоа точно или колку треба се надгради или одземе. А тоа е под неплодност се подразбира кога една двојка се обидува да забремени барем 6 месеци, во тоа не успева. Така. Па добро, до година дена е некој период кога ние дозволуваме да со тие условно редовни незаштитени сексуални односи, парот реализира бременост. Сега во таа година и по природен пат можноста да забременат е околу 80 на 85%, така да за остатокот веќе во наредната година до близу 90% можност за реализација на бременост постои. Меѓутоа, ние веќе после истекот на таа година би требало да отпочнеме со некакви исследувања, да видиме дали има некаков проблем и да се насочиме кон негово решавање. Вие како би ние доловиле неплодност, ако да речеме ова многу ограничена дефиниција, ова што го одвоив? Па добро, неплодноста е присутна во нашето секојдневие. Кај сите како некоја првична, нели, возбуда и позитивно очекување на бременост, нели, кај секој од паровите постои во животот. Тоа е една исконска потреба на поготово на женската индивидуа за реализирање на потомство. И тоа така некако не води и не прогонува ни животот. Кај одредени парови после одреден временски период, нели, со нереализација на истата, се создава чувство на една нелагодност и една неизвестност и заради тоа би требало да се насочат кон некои дополнителни исследувања во смисол на тоа да видиме дали постои некаков проблем. Ние секогаш од другата страна како доктори сме тука да ги да им помогнеме да се опуштат во тој дел, затоа што понекогаш и доволно е да дозволат времето да си ги донесе работите. Така да, ако видиме дека се работи за млад брачен пар, кај кој што во некои основни исследувања после истекот на таа година не сме воочиле нешто крупно како проблем, значи оставаме да времето ги донесе работите. Сакам да ве прашам исто околу една дилема да ни расчистите, дали неплодност и стерилитет е едно исто? Па да, има повеќе термини, нели, неплодност, стерилитет, инфертилитет. Некој од тие подразбира неможност воопшто да се зачне, а некој од тие подразбира да постои зачнување, меѓутоа и неможност да се износи бременоста. Така да тука терминолошки има разлика, али неплодност е стерилитет. Може да биде примарен или секундарен, или поинаку да се формулира. Примарен значи дека никогаш пациентката, жената не зачнала, а секундарен значи може да има потомок, прво дете, а да не може во обидот за второто, третото да реализира бременост или пак има репетирани абортуси или неизносени поголеми бременности, така да веќе тоа е секундарен стерилитет, како терминолошки е така. Ајде сега да започнеме со причините, односно факторите. Па што се може да придонесе причините, за неплодност? генерално, значи, од машката и женската страна се подеднакви, нели, за дел 1/3 ги опфаќа е машкиот инфертилитет, една е женскиот, заеднички приближно третина и има дел кој што е 10 до 15% од паровите, кај кои што не може со нашите методи на дијагноза и детекција да се увиди конкретна причина. Така да тоа се води како идиопатска неплодност или стерилитет. Сега тука постои некаков проблем кој што е веројатно суптилен, али затоа постојат методи со кои што ние и тој суптилен метод, значи постои начин за да го надминеме, да го решиме. И за тие парови има, сакам да кажам, решение. Така да, кога пристапуваме кон практично решавање на
проблемот на неплодност, секогаш разговараме со брачниот пар заедно. Значи мора да постои соработка и поддршка од партнерите, нели, поактуелно би било партнерите. Така да после истекот на таа година секој би требало да побара стручна помош, нели? Тогаш да се обрати. Така, за да можеме да и машката и женската индивидуа да ги иследиме. Значи, кај мажот е поедноставно од аспект што базично испитуваме еден спермален примерок, така да во однос на количината, на квалитетот, во смисол на бројот на сперматозоидите, во смисол на нивната подвижност и морфологија, проценуваме дали е задоволителна плодноста од машката страна. Кај женската индивидуа практично е малце посложена постапките на базичните исследувања. Малце или многу? Да. Така да, кај жената започнуваме со еден физикален преглед, ултразвучен преглед, да констатираме дали анатомијата на гениталниот тракт е уредна, хормонски крвни анализи за да видиме дали функцијата на циклусот е во ред и во некој период проценуваме кога да процениме практично дали постои проводноста на јајоводите која е исто важна во смисол на можноста да се реализира бременост. Така да тие некако вака нафрлени барем основни испитувања од кои што тргнуваме. Јас би сакал сепак малку и околу причините, затоа што особено жената е обременета со еден од тие фактори, а тоа е возраста. Така. Да, возраста е таа... Се поместува, не знам дали таа е поместена. Тоа е, возраста е таа која што е клучна во функцијата на фертилноста, поготово кај жената, и таа која што дефинитивно обременува, затоа што велиме дека во природниот процес на репродукција, значи максимална е репродукцијата до 30-тите години. Веќе на кај 35-та година допира во период кога е оптимална, ќе кажам. После 35-та почна нагло да слабее потенцијалот за плодност, кој што па драматично опаѓа после 40-та, веќе 42-та, 3-та некако почнува да се исцрпува. Во повозрасните години веќе скоро и да не можеме да очекуваме бременост, за жал. Современиот начин на живот некако ги промени тие, ги помери тие возрастни граници. Затоа што подоцна се одлучува да има и кариера, и начинот на живот и така. Така да се покасно жената одлучува да реализира потомство, што во однос на делот за репродукцијата за жал е неповолно. И затоа ние секогаш апелираме да се, доколку постои некаква желба и можност, нели, тоа да се направат обиди да биде што порано, затоа што понатаму веќе би можеле да се соочиме со некаков проблем очекуван со оглед на таа природна крива на опаѓање на фертилноста. И затоа што жената е практично се раѓа со дефиниран број на јајни клетки, која што ни животот во менструалните циклуси постојано се трошат. Така да стапката на трошење, односно таа крива на трошење може да биде убрзана или успорена, во секој случај оди понадолна линија низ животот и тие клетки со време, како што проаѓаат годините, практично со нивната старост пројавуваат грешки во процесот, природниот процес на оплодување и во неможност на истите тие ембриони да се вгнездат понатаму. Значи, се почести се тие неквалитетни ембриони низ возраста. Тоа е тоа. Друго нешто што ни носи современиот начин на живот, како што споменавте, е и стресот. Така. Колку тој како фактор апсолутно влијае, да. Но како да го страниме? Како, никако. Треба да се работи на себе многу, затоа што стресот влијае, хормонската оска е многу суптилна, така да стресот влијае страотно лошо на функцијата на јајниците. И во тој дел дефинитивно имаме се повеќе одраз во смисол на тоа на
да се соочуваме со рано исцрпување на јајничната функција заради стресниот начин на живот. Имавме неодамна, беше споделувана и по сите медиуми, и по социјалните, и ние го имавме тоа како тема, поразителни резултати од истражувања во однос на тоа како загадениот воздух влијае и на можност да се забремени и на се почести фактори на околина, непосредна животна работна влијаат исто лошо во смисол на хемикали, во смисол на зрачна, да кажеме, радиација надворешна како влијание, начинот на стилот на живот, да кажеме алкохол, никотинот, цигарите. Но тоа е нешто што можеме сами да го контролираме, да го исклучиме. А во ова ситуација кога не можеме да го смениме воздухот? Дефинитивно има штетни влијанија на околината, која што се приметува да се почесто се соочуваме со пациентки кои што имаат рана загуба на јајничната функција, многу млади, кога е пред 40-та година, таа е као менопауза прекокс. Значи многу почесто среќаваме, најчесто е таа генетски детерминирана, меѓутоа веројатно се штеточините, хемикалиите во исхраната во околината како загадување, како штетно влијание присутни. И така. И уште едно прашање од ова околу факторите, нешто што и тоа како е актуелно периодов, вие ќе ни расчистите дали има вистина во тоа или не, а тоа се вакцините против ковид. На големо се зборуваше, се пишуваше, особено за мажите, колку што паметам. Не е докажано тоа, апсолутно. Студиите кои што во нашата област, на европско и светско ниво се не апдейтираат секојдневно, апсолутно нема влијание во тој правец. Меѓутоа, добро, короната е за сите нас многу нова и допрва практично самата болеста и вакцинацијата веројатно ќе низ годините ќе се докаже или покаже дали и колку има реално штетно влијание. Е така, инаку не е докажано. Други вакцини? Па и другите вакцини, апсолутно така, да тоа е дефинитивно вакцинацијата се препорачува затоа што ги искоренува болестите кои што ни го загрозуваат и скратуваат животот, нели? Има ли кај нас, обично кобуриме со статистики, па превземаме светски, во светот околу од 11 до 15% од паровите имаат проблем со како неплодност. Се води. Кај нас има ли статистика? Тука се вклупуваме, да. Во почетоците на овие методи кои што ги практикуваме во лекувањето, во технологиите на асистирана репродукција, тоа зборувам 20 на години наназад, значи имаше многу парови кои што беа така затечени, повозрасни, кои што низ годините не успеа да реализираат бременост и така да тогаш беше и повозрасна популација присутна како наши пациенти. Меѓутоа, сега можам да кажам дека во актуелно, во денешно време, дека младите се информирани и практично интернетот то возможува практично давање на некои насоки во смисол на основна информираност, базична, и се интересираат за своето здравје и за евентуални потенцијални проблеми во тој дел. И заради тоа и порано доаѓаат, што е добро, што е за поздравување, али генерално стапката, процентот е тука некаде, околу 10 до 15%. И сега да ве прашам уште нешто, имало ситуации, и предпоставувам доста ги имате и ситуации, кога и двајцата партнери се во безпрекорно здрави, да, но тие се тие идиопатски што ги нареков. Значи навидум се е во ред, нели? Меѓутоа не се реализира. И затоа тука постои можност да на начин на кој што ние ги третираме тие парови, вештачкото оплодување постои како метода, да ги надмине и тие суптилни проблеми во неможност за спојување на дотичните парови. Така. Добро, ајде сега да преминеме тоа, значи откако ќе се детектира проблемот, понатаму како се лекуваат, еве така лаички да кажем, добро, кои се третманите? Нели се фокусираме на генезата ние и се трудиме да во однос на третманот да тргнеме од поедноставните кон посложените методи, да не ги обременуваме со некои сложени интервенции ако нема потреба. Нели, или да ги пренасочиме, има парови кои што априори бараат сакам вештачко оплодување. Нели, а гледате дека има можност на друг, на поедноставен начин да се реализира бременост. Ние сме тука да, нели, дадеме насока и да
влеземе во тој протокол на делување. Кој е тогаш поедноставниот начин? Па поедноставниот начин, да кажеме, ако видиме пациентка која што е обезна, која што уште фенотипски, значи со акни, со влакнатост, со така. Значи физикалниот преглед е многу значајен, анамнезата што велиме. Ние првичниот контакт со пациентите ни трае најдолго. Затоа што тогаш од прашањата кои што ги поставуваме, насочени прашања, ние многу дознаваме за функцијата и за потенцијалната можност на таа индивидуа да реализира бременост или не. Така да, ако видиме пациентка која што е обезна, која што нема циклус, која што најверојатно вака и очевидно веројатно е ановулаторна, значи без овулација заради тие нерегуларности хормонски, односно се работи најчесто за синдромот на полицистични јајници, ние ќе дадеме насока тука еден диетален режим да се спроведе во првите 6 месеци. Така да, затоа што тоа е и прва тераписка линија за таквите пациентки. Значи не треба медикаменти, не треба големи сложени процедури. Пациентката треба да се стави во режим на слабење и вежба со која што со губиток на body mass индексот е тој што го дефинира многу функцијата на менструалниот циклус. Значи тие екстремности во смисол на гојазност или слабост, анорексија, значи веднаш го реметат менструалниот циклус и ја нарушуваат овулаторната функција. Затоа велам кај таква пациентка ќе дадеме насока, значи под наша контрола сигурно, под контрола на нутриционист, да се насочи првично за во тој дел да со диететски режим постигнеме регуларност хормонска, односно регуларност во менструалниот циклус и овулаторна функција. Други поедноставни начини, да кажеме, ако кај машкиот партнер констатираме одредена слабост во спиралниот примерок во неговата подвижност или морфологија, даваме одредени суплементи кои што можат за извесен степен да ја подобрат. Односно, кај таквиот пар планираме можеби некаков циклус на водење со инсеминација, што би значело, значи, во периодот кога кај жената е максимална плодноста, да партнерот остави примерок, да во нашата андролошка лабораторија да тој се прочисти, да се концентрира, да се оптимизира и на тој начин во периодот кога е максималната плодност на жената да го внесеме, да помогнеме на тој начин во матката на жената и да дозволиме да се реализира бременост. Значи постојат даваме понекогаш насока кај жени кај кои што имаат продолжени циклуси, а констатираме дека се овулаторни, затоа што менструалниот циклус се толерира како рамка на редовност од 24 до 35 дена. Некои жени, да кажеме, имаат редовно од првичното појавување на менструалниот циклус крварење на 35 дена. Кај нив практично со само благо насочување на периодот кога треба да ги зачестат сексуалните односи, понекогаш помагаме на едноставен начин, сакам да кажам. Понекогаш констатираме дека во втората фаза на циклусот на жената е во некоја дисфункција со тие хормонски анализи што ги правиме, да кажеме, со лесно покачен пролактин или можда со блага пореметување на тироидната функција, па со корекција медикаментозна во тој дел, помагаме да се воспостави овулаторен циклус и да се реализира бременост и на природен начин дури. Сега, секако последно ни останува како нуклеарно оружје со кое што пукаме за да реализираме, да стигнеме до успехот на тој пар. Ако видиме дека има јасни причини кои што како реализација взаемна не даваат плод, значи постои вештачкото оплодување како можност, како крајна инстанца, ќе кажам. Вештачко оплодување инвитро, вонтелесно, тоа е едно исто, само различни термини. Практично тука, на тоа е терминолошки, тоа значи дека јајната клетка од жената и сперматозоидот од мажот, поедноставено ќе кажам, значи во надворешни услови, во лабораториски услови се оплодуваат. Значи нашите ембриолози дали оставаат да се фертилизираат сами или подпомагаат со внесување на сперматозоидот во јајната клетка и со други методи со кои што го подпомогаат оплодувањето, значи оплодувањето се случува во надворешни услови, лабораториски.
сега може тоа индикација за такво, јасна индикација за спроведување веднаш на таква постапка, може да биде, да кажеме, непроодност на јајоводите кај жената. И првично самата метода во 70-тите години е внесена, воспоставена заради таквите проблеми кај жените. Практично се премостуваат јајоводите на тој начин. Тоа е природниот пат на спојување на сперматозоидот и на јајната клетка, кој што заради одредена блокада е невозможен. И заради тоа ние практично го премостуваме со тоа што ја вадиме јајната клетка надвор, добиваме примерок од партнерот спермален и го реализираме оплодувањето во лабораториски услови и како готов продукт ембрион го враќаме во матката на жената со поддржна терапија, практично очекуваме бременост. Но на сето тоа му се неопходни подготовки. Низ што се Секако, поминува апсолутно. жената пред Па процедурата на вештачко оплодување е така, сложена процедура во смисол на тоа дека практично се спроведува, се даваат одредени медикаменти во смисол на инекции, кои што ја го стимулираат растот на повеќе фоликули, значи еден контролиран процес на хиперстимулација на јајниците не е пожелна, затоа што во природниот циклус расте само еден фоликул кој што ја носи плодноста во средината на циклусот на жената. Во овој процес на вештачко оплодување ние практично со помош на медикаментите, тие гонадотропните хормони кои што ги користиме, практично овозможуваме раст на повеќе фоликули кои што кога ќе процениме со хормонско и ултразвучно следење дека се достаточно големи, значи повторно со медикаменти ја насочуваме, го дирижираме нивното созревање и пред да прснат да овулираат, ние го контролираме тоа, значи со трансвагинална пункција под ултразвучна контрола ги вадиме јајните клетки надвор и на тој начин го овозможуваме ова вештачко оплодување во лабораториски услови. Значи рековме дека тубарниот проблем, неплодноста на непроодноста на јајоводите е една од индикациите. Машкиот фактор што споменав може да биде една од индикациите, затоа што кога се работи за слаб спермален примерок, имаме спермални примероци каде што во самата сперма не се присутни сперматозоидите од X причини. Заради тоа правиме биопсија на тестисот, овозможуваме ако се присутни, значи сперматозоиди на тој начин и во лабораториски услови тогаш е нужно да поединечен сперматозоид од биоптичниот примерок на тестисот го екстрахираме и го внесуваме, го вбрезгуваме во јајната клетка за да ги оплодиме, односно да го споиме тој пар. Така да тие основни некои индикации кои што кај кои што вештачкото оплодување априори индицирано. А сега другите овие сите кај кои што другиве методи кои што се поедноставни, ако се веќе исцрпени, тогаш секако се насочуваме на следното скалило што би значело вештачко оплодување. Откако ќе заврши таа постапка, така, има ли после тоа мајката некакви ограничувања? Како треба се однесува да живее генерално после не. Значи жените знаат да одлежат 2 недели, затоа што во тој период после враќање на ембрионите во матката, ние даваме поддржна терапија која што е хормонска и која што после истекот на тие 2 недели го правиме тестот за бременост во крв, кој што ќе ни даде сознание дали сме успеале во процедурата или не. Тие се тие 2 недели кога жените заради сложеноста на процедурата условна знаат да одлежат. Меѓутоа, генерално нема медицинска издржаност дека треба жената да биде да има рестрикции во нормалното живење во тој период. Така. Има рестрикции во смисол временско ограничување од една до друга постапка во случај да не успее, така? Да, генерално барем 2-3 циклуса, затоа што е сепак стимулација на јајниците, додека се стабилизира хормонски, тој, ќе кажам, наплив хормонски, даваме да отпочнеме нова процедура во рамки на, затоа што фондот ги покрива тие постапки,
Фондот налага за, значи, практично тие што се добиваат ваучери од Фондот за здравствено осигурување за спроведување на постапки за биомедицинско потпомогнато оплодување. Значи, тие наложуваат дека треба да пројдат барем 6 месеци од една до друга постапка. И така, тоа е тој, барем 2-3 циклуса без друго. А има ли старосно ограничување до кога? Во Има наши, некои држави, например, да, дури во Европа, каде што се да, знае да, над одредена возраст, да, дека државата забранува воопшто не смее. апсолутно, да. Имаш држави кај што над 42-3 години не спроведуваат, Мислам, над Германија дека е 45 една од години нив, не да. спроведуваат, се многу Па одат ригорозни. во соседни држави го Да, прават. кај нас законот дозволува и е прилично либерален и дозволува, нема возрастно ограничување, така да од регионов имаме многу пациенти кои што Која ви е највозрастната пациентка? Па имаме ние, тоа се донорски програми да се разбереме, али имаме практично 50, преку 50 годишни жени кои што забременуваат со тие донорски програми. Значи ги оплодуваме со јајни клетки кои што се нарачуваат и купуваат, тоа е Украинска банка Оводжин, со која што соработуваме. Практично купуваме јајни клетки кои што се од млади жени, банка на сперма, така се нарекува, така? Банка на јајни клетки, а и банка и на сперма постои. Значи банка на јајни клетки од која што парот нарачува, избира донорка, се купуваат јајца, пакетот е 8, да кажеме, јајни клетки се добиваат, тие се оплодуваат практично со спермата на партнерот, на сопругот, и како готови ембриони ги враќаме со поддржна терапија во матката на жената за да може да забремени. Значи на жени над 45-6 па и 50 години веќе апсолутно препорачуваме донорски програми, односно овој начин на оплодување. Значи 50-та година како возраст за жената во светски рамки и за донорските програми е веќе лимит. Затоа што сепак таа мајка треба да биде здрава мајка во од аспекти за бебето, за апсолутно детето, здрав за негово родител добро, за така. израснување на тоа бебе. Не е спорно дека ние може да ќе реализираме бременност и кај таа жена. Меѓутоа возраста над 50-та веќе како која што е некако одредена како лимит, си носи одредени промени во смисол на потенцијален дијабет, потенцијална хипертензија, промени на крвните садови. Значи, тиреоидниот статус е веќе нарушен. Тоа е таа некоја арбитрарна возраст каде што жената е во менопауза, нели? Така да сите тие промени кои што настануваат во организмот во потенцијална бременост прилично се влошуваат и доаѓаат до израз, и тие бременности кај таквите возрастни мајки се многу сложени и се со високи ризици по основа на здравието за мајката. И затоа на тие мајки кои што се на таа возраст не препорачуваме воопшто бременост, затоа што тоа чедо треба да има здрава мајка, нели, за да може да израсне и да има некој што ќе се грижи за него во тој смисол. Така да тие возрасти кои што се многу деликатни и за кои што треба умешно да ги пренасочиме на друг начин на реализација, можеби односно на можност за добивање на потомок. Не разбирате? И за крај уште нешто сам да ве прашам, споменавте дека сето ова започна во 70-тите години, што значи да. 78 поточно е апсолутно нова. Да, првото бебе оде после тоа и Нобелова награда нели доби. Едвардс. Тоа сега ве прашам, во тоа време тоа се нарекуваше дете од епровета, така. И имаше многу дилеми, дискусии, сега претпоставам дека се веќе расчистени, дали тие деца се подеднакво здрави како и останатите? Се, затоа што се направени тие студии, нели, кои што тие се веќе колку годишни, 40 и кусур годишни деца, значи во милионски броеви се регистрирани децата кои што се родени на овој начин со вештачко оплодување. Од 1 до 2% се следат тие практично проспективно низ животот и се заклучило дека нема одстапки во никој аспект, во смисол на физички и ментален и некакви реперкусии на. Да, тогаш не можело да се знае, но сега кога веќе пораснале, веќе имаме можност да ги согледаме, нели? Да се живи и здрави. Да се живи и секако е големо решение за многу брачни парови. Е така.
Докторке, многу ви благодарам на ми ова. беше задоволство, навистина. И мене се надевам дека исто така дека и на интересот гледачите. кај публиката го задоволивме. Па впрочем и убава тема. Да, Влева убава, надеж, секогаш убава да. тема, затоа што дефинитивно сите го гледаме крајниот продукт и ние не сме тука да напарот да го увериме цврсто дека од болница ќе излезе еден ден со бебе во своите раце. Тоа е многу важно. Да. Така. Многу ви благодарам Ви благодарам и на вас. И на нашите гледачи што беа денес со нас. Секако останете со Алфа телевизија, следуваат најновите вести.